Сега се враќаме на темата која што имаме во студио со моите последни гости, двајца студенти кои што заедно со целиот тим, ќе ни кажат малку и подоцна и за тимот, постигнаа голем успех во областа на податочната наука. Добро утро за Бојан Саздов и Стефан Крстевски. Ќе споделиме нешто за нивниот исклучителен проект за развој на модел на вештачка интелигенција на македонски јазик. Овој проект има големо значење за македонската наука и технологија, беше награден на меѓународен конкурс и веќе се користи во научни истражувања и апликации во различни сфери. Момци, уште еднаш добро утро и добро ни дојдовте. Се пошегува малку на почеток дека се чувствувате како на испит. Сигурно прво искуство пред камери. Но вредеше да ни дојдете и вредеше поканата. Благодарам што ја прифативте, бидејќи се работи за навистина убава тема која што сакав да ја споделиме со нашите гледачи. Може ли да ни објасните што точно представува моделот на вештачка интелигенција на македонски јазик и какви придобивки носи? Секако честитки за наградата. Така, ви благодараме пред се за поканата и за можноста да учествуваме во Македонија на Аутрос, секако и за честитките. Пред да преминам на објаснувањето, сакам да го споменам нашиот тим кој што работевме на овој проект. Тој го вклучувам јас, Боријан Саздов, Стефан Крстевски, нашата колешка Матеја Ташковска и професорите Бранеслав Геразов и Христијан Ѓорески. Моделот за вештачка интелигенција всушност представува модел кој што е способен да генерира текст. Во нашиот случај тоа беше специфичен, бидејќи овој модел генерира текст на литературен македонски јазик. За да го направиме овој модел не беа потребни повеќе ресурси, што ги собравме, како што се текстуални податоци, множество од инструкции, систем за евалуација на истиот модел и на некој начин да придонесеме со сите овие ресурси кон развојот на македонскиот јазик во дигиталниот свет и во ерата на вештачката интелигенција. Придобивките се моделот може да се имплементира во било која сфера каде што е потребен македонски литературен јазик за дигитализација, за автоматизација и за олеснување на работата на во многу сфери, многу области, сектори, да. Како ја креиравте најголемата македонска текстуална база на податоци и колку е важна за развојот на овој модел? Во две фази тоа се одвиваше. Првата фаза целта ни беше да ги идентификуваме веќе постоечките текстуални корпуси на интернет и тие да ги собереме во една голема целина, а во втората фаза имавме ние цел да придонесеме некако позитивно кон ова и првиот чекор во таа фаза беше да ги најдеме сите постоечки ресурси кои што се заклучени позади формати како Word, PDF, PowerPoint и слично и кои што се достапни на страните, на веб страните на наши институции, како што се МАНУ, како што се универзитетите и слично. Јасно. И потоа со алатка која што е способна да ги обработи овие податоци, односно да екстрахира текст, ги додадовме во веќе постоечкиот корпус и ги собравме во еден голем. Во една база, така? Да, во една голема целина. Да кажем. Што значи отворена инфраструктура за развој на јазичните модели и какви предности има тоа за научната заедница, но и за индустријата во Македонија? Отворената инфраструктура всушност подразбира дека сите ресурси што ги развивме во рамките на ова истражување, значи имаме текстуален корпус кој е најголем досега и е јавно достапен да се користи од било кој истражувач или ентузијаст, потоа систем за евалуација на јазични модели на македонски јазик, како и јазичниот модел кој што го развивме, сите тие се достапни јавно и кодот до нив за репродуцирање на резултатите што ние ги постигнавме јавно достапен и тоа всушност беше и нашата цел, да поставиме некоја основа која што ќе може да се користи понатаму за развој на јазични модели од страна на други истражувачи, ентузијасти кои работат на вакви проекти, така што мислам дека тоа ни беше главната цел со која почнавме да работиме, да придонесеме нешто за процесирањето на македонски јазик. Така. Какви технологии и методи сте користеле за развој на моделот? Можете ли да ни ги објасните основните фази на создавање на еден ваков систем? Да. Па се состои пак јас со фази, али се состои од 3 фази и тие се веќе добро познати. И веќе од мислам 2017-та нема некои големи промени во ова. Мислам 2 покасно малце, али да. Тие се добри тука. Да. Тие првата фаза се нарекува претренирање, малце е чудно на македонски термини. Се вика претренирање и целта е модел да ги научи општо карактеристиките на јазикот, граматиката, зборовите и слично. И за оваа фаза е потребна голема количина на податоци и затоа и го собравме корпусот. Втората фаза е фаза која како да е fine tuning, но може да се каже усогласување. Во таа фаза целта е моделот да стане интерактивен, затоа што после првата фаза моделот е способен да
генерира реченици кои што се литературно точни, но не може да води конверзации со луѓе. И во втората фаза, уствари, ние го оспособуваме моделот да биде интерактивен, исто така познат како четбот, мислам. И има уште една фаза која што ние не ја искористивме, и таа се вика прилагодување или alignment на англиски. И целта на оваа фаза е да моделот да го обесхрабриме да генерира штетен текст. Например, наместо да ни каже лажна диагноза, да ни каже не знам. Нешто што е факт, нешто што е вистина. Оваа фаза е обично доста потребна кај големите компании кои што ги имаат системите во голема употреба. Така. Сега, сигурно постои систем на евалуација. Како го развивавте за мерење на успешноста на моделот? Имаме ли некои резултати до сега? Така, да. Имаме резултати. Всушност, системот за евалуација се состои од повеќе задачи, конкретно 7 различни задачи, кои чија цел е да го евалуираат моделот, како тој се справува со различни, да речам, задачи, како што се одговарање на прашања, резонирање, решавање на математички проблеми, пишување на код и слично. И според овие резултати, нашиот модел во неговиот домен, нашиот модел е со 8 милиарди параметри, во неговиот домен постигна најдобри резултати на системот за евалуација. Дополнително направивме и квалитативна анализа во која што се покажа дека моделот е префериран од страна на испитаниците во 80% од случаите, токму поради граматичката точност и поради културната прилагоденост, бидејќи во протоци што се користат се културолошки прилагодени на Македонија и на македонскиот јазик, така што тоа беше една од причините поради која што моделот е подобар, да речеме, за македонски јазик од останатите модели. Сега, што мислите за практичната примена на вашиот модел? Како може да се користи во секојдневниот живот? Па, моделот, мислам дека се уште не е во фаза каде што може да се користи во голема употреба, бидејќи за тоа потребни се да се направат уште неколку чекори за кои што се потребни ресурси и финансиски, пресметковни и човечки, така што, но меѓутоа може да се искористи моделот од страна на било кој има доволно пресметковна моќ, да речеме графички картички, може да се искористи за конверзации, може да се адаптира за да се користи во индустријата, во администрацијата, во сите сфери, како што кажав, каде што е потребен литературен македонски јазик, може да многу процеси да се автоматизираат, да се помогне во дигитализација на документи, да речеме, и така натаму. Има навистина безброј апликации каде што може да се искористи моделот, да добие практична примена. Така. Сигурно се среќававте со, ајде нема да ги наречам пречки, предизвици во развојот на оваа технологија, па кои беа поголемите, особено кога работите со податоци на македонски јазик? Би рекол дека најголемиот предизвик беше квантитетот. И општо е познато во глобалниот истражувачки свет дека се што треба да се направи да се скалира моделот во број на параметри и податоците во број на во број на текстови, колку количина на текстови имаме. И за македонски ние успеавме да собереме 40 гигабајти и тоа се мислам 3,5 милиарди зборови. И тоа, иако звучи многу, тоа не е многу, тоа е многу малце, всушност. Затоа што, например, за англискиот корпус постојат најверојатно терабајти и трилиони зборови, кои што е многу повеќе од тоа што ние го имаме. И дури и со оваа количина успеавме да направиме нешто што е, мислам, во ред, али пак се потребни повеќе. И значи добро, негде се почнало од некоја идеја, некои иновативности, сигурно штом размислувате за овие работи, најверојатно може и во иднина да се надоградуваат, претпоставам. Затоа и тоа е моето следно прашање, што следи во иднина? Токму тоа. Токму тоа, така? Следење. Да пробаме со таа помала количина на податоци да извадиме што поголем квалитет. Така. И момци, за крај, како мислите дека оваа технологија може да го менува образовниот систем во Македонија? Кои се вашите очекувања за влијанието на проектот на Долкрок? Така, мислам дека гледаме веќе напори каде што конкретно видов дека имам проект во кој што наставниците, професорите се обучуваат да користат вештачка интелигенција тука кај нас, за да може да ја пренесат истата на
учениците. Сметам дека вештачката интелигенција, особено развојот кој што го има, кој што навистина брзо се развива, ми така е неопходно да се имплементира во образованието. Тоа би можело да помогне, на пример, доколку се користи вештачката интелигенција како тутор, наместо да имаме еден професор кој што е одговорен за повеќе ученици, секој ученик може да има свој тутор базиран на вештачка интелигенција, кој што ќе му помогне во совладувањето на врските, во учењето и така натака. Од друга страна може да им помогне на професорите за автоматизација на голем дел од нивните задачи, на пример, не знам, за прегледување на тестови, за нешто слично, но сепак треба да се користи внимателно, бидејќи мислам дека има и ризици од користење на вештачката интелигенција, може не секогаш да дава точни информации, може да се настане ширење на дезинформации. Исто така може и со многу користење на вештачка интелигенција може луѓето да почнат, некои од вештините што ги имаат, малку да, ако цело време се подпираме на вештачка интелигенција, некои ќе се ги изгубат основните вештини. Да, ако ние за се нешто користиме вештачка интелигенција, на крај ќе, како што кажав, нема тренинг, нема тренинг на мозок. Така. Јас ви благодарам што дојдовте во Македонија на Аутро денеска, што на овој начин го презентиравме проектот и јас се радувам кога имаме вакви млади луѓе, вакви студенти кои што се навистина иновативни, кои што со помош и поддршка на своите професори придонесуваат нешто. Верувам дека ќе се видиме повторно забрзо. Верувам дека плановите ви се да креирате и создавате дома. Колку и да одите надвор или таму да гледате, секако да се успеете. Мило ми е што мислите и на дома и на да развиете еден ваков нов иновативен проект. Така да ќе не дојдете повторно, не беше страшно. Не е како на испит сигурно. Веќе кога заврши интервјуто. Благодарам за нашите последни гости.